هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Dragi braća, večerva nema da vi dolžam mnogu, inša Allahu ta'ala, ke dademe samo jedan voved za ona tema za koja što sakame da zborime. Сакав да продолжам и вечер да завршиме со расправата за онаа измама на милениумот за Армагедон. Меѓутоа решив инша Аллаху таала од вечер сепак малку да го промениме стилот и дерсовите инша Аллаху таала, повторно да ги вратиме на тефсир на Куранот. Од вечер инша Аллаху таала ќе почнеме со обработка на сурету Ал-Кехф. На сурету Ал-Кехф, или во превод, значи поглавје пештера. Сите забележувате дека во Куранот има многу интересни и карактеристични наслови, тоест интересни имиња на сурињата. Едно од најинтересните имиња на куранските сури е исто така и сурету Ал-Кехф или пештера. Интересно е зошто се ова сура зошто е наречена пештера. Пред се бидејќи Аллах субханаху ва таала спомнува во оваа сура пештера и спомнува една група на млади луѓе кои што своето засолниште го нашле токму во таа пештера каде што се наоѓале. Што значи засолниште? Значи побегнале од својот народ, избегале од сите оние репресии на кои што биле подложени, поради никаков друг грев, воопшто немале грев, туку нивниот во наводници грев бил тоа што верувале во Аллах субханаху ва таала. Барале луѓето да веруваат во Господарот Джелле фи ула и барале луѓето да се придржуваат кон Аллаховиот дин. Тоа била целата филозофија. Значи, тоа низ времето било криминал, значи, злосторство е да веруваш во Аллах, криминал е да веруваш во Аллах и уште ако бараш и луѓето да веруваат, и уште ако бараш луѓето да се придржуваат кон Аллах, кон законот или кон објавата на Господарот субханаху ва таала, значи ти си тогаш уште поголем криминалец и поголем злосторник. И поради тоа треба да бидеш протеран, треба да бидеш ликвидиран, треба да бидеш осуден на пропаст во таа заедница во која што живееш. За тебе нема меродавна работа, значи колку и голем квалитет да поседуваш, колку и голем капацитет интелектуален да поседуваш, ти не можеш себе си да се пронајдеш во денешнава модерна заедница. Меѓутоа не само денес и во историјата било така. Нели? Затоа правило е оние кои што сакаат да повикуваат во Аллаховиот дин, себе си да се издржуваат со своите две раце. Значи да не чекаат милостина од луѓето, да не чекаат садака од луѓето кои што се околу нив, туку што да живеат од плодот на своите раце. Воопшто муслиманот треба така да функционира. Едно муслиманско семејство треба изворот на своите материјални добра да го обезбеди преку свој раце. Пред се да го моли Аллах субханаху ва таала да го стори да биде независен од луѓето, бидејќи на тој начин ќе може во потполност да му се посвети на Аллаховиот дин, од една страна, од друга страна, кога ќе ги повикува луѓето во Аллаховата вера, нема да може никој да го уценува. Направи ова, направи она, ние те финансираме.
како што е сега политичката ситуација во оваа држава во која што живееме. Значи, сите се уценуваат политички и секој на секого му должи услуги и сега ние сме пред телевизија седиме и гледаме кој на кого колку му дал и каква услуга чека од него. Замислете, денес жените на овие што владеат во државата организирале трибина под име жената, нејзиното место во општеството и религијата. И жените на оваа владеачка партија ги критикуваат жените на опозицијата и бараат од нив да не учествуваат на протести. Ова не интересира. Ова се нивни идиотизми, будалаштини, нека прават што сакаат. Него беше интересно што на трибината беше повикан и еден поп. Значи, попот му дадоа збор. И попот ја бранеше политиката на таа политичка партија. И не само тоа, туку беа толку смели, толку безобразни беа, што рекоа дека покрај христијанството, значи местото на жената е да биде добра, да не излегува надвор, да не се дере, да не вика, да не вришти. И вика, покрај христијанството, вика, и исламот овој став го застапува. Значи, сега е дојдено време во име на нашиот дин други луѓе да зборат. А ние да не знаеме што се случува околу нас. Зошто? Затоа што тебе како муслиман никогаш нема да ти биде дадено право на збор или на говор. Од една причина. Затоа што сите се свесни кога некој искрено и исправно збори во името на Аллах субханаху ва теала, тоа сигурно ќе влезе во срцата на луѓето. Сигурно. Затоа Мухамед салалаху алейхи ва селем кога станал пејгамбер, на некои луѓе им било доволно само да што? Само да чујат дека он вели јас сум пејгамбер, верувајте во еден Аллах. И готово луѓето би му поверувале. Нити го прашале дај ни доказ за тоа, од кај ти е ова, што ти е ова, нели? Да немаш случајно некоја фабрика за фалсификувани лични карти или нешто во тој смисол. Не. Му верувале. Кога дошол исплашен од Джебелул Хира, значи од брдото каде што го примил вахјот, првиот пат кога му се укажал Джибрил алейхи салату веселам, Ресул салалаху алейхи веселам дошол дома целиот исплашен, истресен, се тресел. И рекол, зем милуни, покрите ме. И кога Хатиджа ради Аллаху анха го покрила, и после некое време кога тој се смирил, нели, бидејќи доживеал ситуација која што не ја доживеал никој во овој свет, бидејќи освен Мухамед салалаху алейхи ва селем, не постојат ривајати браќа дека некој друг пејгамбер го видел Джибрил алейхи селам во неговиот природен облик. Значи, колку што ми е мене познато. Може би сум погрешил, може би сум пропуштил некаде некој хадис или ривајат, меѓутоа колку што ми е мене познато, Джибрил алейхи салату веселам само на Мухамед салалаху алейхи ва селем му се прикажал во својот природен облик и го прекрил целиот хоризонт со својата големина. И Ресул салалаху алейхи ва селем, исплашен од ваквата слика, од ваквиот призор, избегал дома и рекол зем милуни. Или дethируни, замотајте ме во кебе. Дури Аллах субхану ва таала објавил 2 сури во Куранот по овој повод. Сурету Ел Муземмил и сурету Ел Мудethир. Муземмил значи тој што е замотан во кебе. Мудethир тој што е целиот покриен. Нели, кога осеќаш, кога чувствуваш страв, што правиш? Го дигаш чаршафот, нели, скроз да се покриеш. Хадиджа ради Аллаху таала анха, кога тој се смирил и кога рекол што се случило, веднаш му рекла, ти на вистина си Аллахов пратеник. Веднаш знаела. Зошто? Затоа што Ресул салалаху алейхи ва селем ги исполнувал сите услови, ги имал сите карактеристики, ги имал сите особини на некој што на вистина заслужува да биде гласноговорник во името на Аллах субханаху ва таала. Меѓутоа не е услов
čovjek da gi ima ovije osobini pa da stane pejgamber, braća. Ova ima jedna taka apologeti gi vikat, jedna neosekta во исламот, велам неосекта, бидејќи само попрашањето на Аллаховите имиња и неговите сифати се залутани. Добро, тоа е доволно да се каже дека се секта, нели? Ешари се викаат. Ешари. Овие условуваат и велат, за да човек стане пегамбер, треба да биде чист од гревови, треба да биде познат по својата правдолюбивост, треба да биде човек кој што не бил познат по некакви злосторства. Значи, треба да биде докажан член на заедницата кој што нема никакво црнило во својата историја. Ова не е вистина. Ова не е вистина. Ова е нивна апологетска или што измислица или плод на нивното претерано размислување. Wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah Želešanu veli, a Allah znaje kade ќе го постави својот, каде ќе го постави пејгамберлукот. Или на кого ќе му даде да биде пејгамбер. Муса алейхи селам, нели убил човек од редовите на фараоновото семејство? Убил. И ова е голема работа. Меѓутоа, сепак Аллах субханаху ва таала му дал што? Му дал да биде пејгамбер. Нели? Зошто го зборам ова, браќа? Ова го зборам поради важноста некои работи да не се помешаат во главата на луѓето. Кога ќе збориме за суретул Кехф и кога збориме за важноста на таа група на млади луѓе кои што го понеле теретот на динот на Аллах субханаху ва таала во тој момент, а не биле ниту пејгамбери, ниту пак биле на дереџа на асхаби, да кажеш, ниту ова, ниту она. Меѓутоа, биле на дереџа која што ја заслужиле кај Аллах субханаху ва таала еднаш за секогаш и никој порано и никој подоцна се до судниот ден нема да ја достигне нивната дереџа. Па дури ни асхабите на Мухамед салалаху алейхи ва селем. Зошто? Затоа што Господарот субханаху ва таала дал пример преку оваа група на млади луѓе која што се спомнува во суретул Кехф, значи во поглавјето Пештера, нели? Дал преку нив да се прикаже на кој начин се брани вистината на исламот. И што ги очекува оние кои што ќе имаат храброст и одважност да ја бранат акидата или да го бранат верувањето во возвишениот Аллах субханаху ва таала. Затоа се вика сурету Ел Кехф, по најважната случка која што се случила во нивно време. Меѓутоа, суретул Кехф, иако збори за една мала група на луѓе, сепак нивната судбина и тоа што они го доживеале се случува од моментот кога шејтан со неговата војска тргнал против искрените верници, па се до судниот ден кога и последниот верник на оваа земја ќе ја напушти оваа планета. И потоа, пред да се случи судниот ден, ќе останат само најлошите неверници, најнепослушните Аллахови робови. Ќе останат на земја. Кога велам Аллахови робови, сакале, не сакале, тие се Аллахови робови, нели? Во тој смисол, не во смисол на ибадет. Зошто е важно да знаеме како да го разбереме суретул Кехф? Во суретул Кехф се спомнуваат неколку многу важни случки, браќа. Првата случка е со таа група на млади луѓе, кои што ги напуштиле своите домови, ги напуштиле своите семејства, ја ризикувале својата иднина и во целост ги напуштиле сите дуњалучки добра само поради задоволството на Аллах субханаху ва таала. Тоа е прва работа. Зошто? Затоа што бегале пред тиранијата на диктаторите и на тираните кои што ги бркале да ги ликвидираат. Поради што? Поради нивното проповедање на
искрената и исправната вера во Аллах субханаху ва таала. Иако Аллах Джелешану збори тука за оваа група млади луѓе, иннехум кану фитјетун, амену би раббихим ва зиднахум худа. Аллах Джелешану вели, тие биле само една група на млади луѓе кои искрено поверува во нивниот Господар, ва зиднахум худа, и ние само им ја зголемивме упатата. Што значи Аллах Джелешану? Не дека само им ја зголемил упатата, него им ја зголемил љубовта кон Аллах Джелешану. Им ја зголемил покорноста кон Аллах субханаху ва таала. Им ја зголемил подготвеноста тие да се жртвуваат во името на Аллах субханаху ва таала во секој момент, браќа. Во секој момент. Фе'у илел кехев, кога Аллах Джелешану дал тие да почнат да расправаат меѓу себе си, кога почнала бркотницата, кога почнале да ги бркаат, за да ги убијат, тие бегале. Аллах Джелешану и ги инспирирал со една идеја. Фе'у иле وَإِذِ اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ. И кога сте ги напуштиле нив и она што го обожавале поред Аллах Джелешану. Фе'у илел кехви јаншур лекум раббукум. Вие скрите се во пештерата. Аллах широка ќе ви ја направи. وَيُهَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. И Аллах од себе голема помош ќе ви даде поради она што вие го правите. Значи, ова е една од случките, која што е многу важна за разговор, посебно денес во наши услови. Значи, групата на млади луѓе, чиј број не го знаеме и не интересира. Не знаеме каде е пештерата, не интересира. Не знаеме кои се тие млади луѓе и не интересира. Не знаеме од кој народ се, во кое географско одредиште се наоѓале. Не знаеме. Не интересира. Исто како што не знаеме како се викал човекот кој што му се спротиставил на Муса алейхиселам. Иако јас ви кажав дека ја бранам теоријата дека неговото име е Фараон. Иако некој вела дека станува збор за Рамзес II. Меѓутоа, не го знаеме неговото име, не интересира. А исто се спомнува во сурето Ел-Кехф Муса алейхиселату васелам. Или Дулкарнейн, кој исто така се спомнува во сурето Ел-Кехф, човек кој што пропатувал цел свет, нели? Велат дека владеел со цел свет, дури дошол во Кина. Некој велат тој го изградил кинескиот зид. Нема врска тоа, нели? Некој велат дека е тоа Александар Македонски. Дури во Тефсири, браќа, во Тефсири на старата исламска улема ќе најдете дека за Дулкарнейн велат дека Искендер Македони, Александар Македонски. Меѓутоа и тоа е погрешно. Нели? Некој ќе кажат дека Дулкарнейн бил оваков, бил онаков, не знаеме и не интересира, браќа. Зошто? Затоа што Куранот не е книга на приказни, со географско одредиште и со детали прикажани во ситница, за да ние можеме да си ја задоволиме нашата заинтересираност. Напротив, кој очекува вакво нешто од Куранот, таквиот човек е тешка будала. Кој очекува вакво нешто од Куранот, тој е по природа идиот. Туку каде е поуката? Поуката е да се научи зошто тоа се случило, како се одвивало, како се завршило. Во ова е користа за верниците. Знаеме како се завршила случката со кого? Со Муса алейхиселам и со неговиот помошник Јуша ибн Нун, кој што после Муса алейхиселам станал небий на неговиот народ. Знаеме како се случило и што се случило со Хидр алейхиселам, затоа ќе збориме понатаму иншалла. Знаеме која била целта на Муса алейхиселам, да го научи знаењето кое што тој не го познал. А претходно тврдел дека се знае. Зошто? Затоа што сметал дека го има тој авторитет, бидејќи бил гласноговорник на Аллах субханаху ва таала.
Okellem Allahu Musa teklima. I Allah so Musa so zborovi i razgovor zborel. Znači direktno, bez posrednici. Džibril alaihi salam ne posredoval pomegju Allah i Musa alaihi salam. Нели? Знаеме дека Дулкарнейн, која била неговата улога? Не била неговата улога ние да ги знаеме деталите, каков бил, што бил, како изгледал, докаде стигнал и каква се војска управувал и како успел да го изгради оној фантастичен зид кој што го поставил помеѓу човештвото и Јеџуџ и Меџуџ. Дури не знаеме каде тој зид, Аллах од неговата мудрост ја сокрил таа вест и луѓето не знаат. Меѓутоа една работа знаеме. Која е таа работа? Знаеме која била улогата на Дулкарнейн. Која била улогата, браќа? Неговата улога била да воспостави праведна Аллахова власт на земјата. Да ги заштити луѓето од неправдата на злосторниците и убиците, плячкашите, уништувачите на секакви добра, како што биле Јеџуџ и Меџуџ. Меѓутоа Јеџуџ и Меџуџ не во буквален смисол, меѓутоа во пренесен алегоричен смисол Јеџуџ и Меџуџ се секаде околу нас денес. Дури сме принудени да ги гледаме нивните правдања секојдневно на телевизија или на улица или ваму или таму. И поради тоа велиме дека е потребно што? Да се разбере мисијата на Дулкарнейн. Која била мисијата негова? Повторувам, воспоставување на Аллахова праведна власт на земјата. Сите луѓе да бидат еднакви пред возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. И на никому да не му се нанесува зло, на никого да не му се нанесува штета. Па дури да е кафир, немуслиман во прашање, не смее да му се нанесе штета. Ова е правдата на исламот. И ова ќе биде себеб исламот да ги победи сите останати идеологии кои што денес се дигнати против него. Затоа што се тоа идеологии втемелени и изградени на зло, на неправда, на ликвидации и на злосторство. Исламот се бори против сите овие спомнати работи. И основната мисија на исламот е луѓето да го прифатат исламот, браќа. Некои грешат, одат во крајност. Претолерантни се. Тие се муслимани, ама толерантни се. Можеме со сите, можеме на секаков начин. Ама, брате, ова е харам. Добро, харам е, брат, ама гледаш сега, не е тоа време. Ке се ракува со жена. Ресул алейхи селам забранил ракување со непозната жена. Да, бе, брат, ама морав. Нели? Или жената не му носи хиджаб, или носи некакви грба од камили опишани во хадисот на Ресул. Ке ги опоменеш или ке каже, да, ма гледаш сега модерно е ова, модерно е она, и така натаму, и така натаму. Нели? Тој комплекс кој што постои кај луѓето е резултат на што? Резултат е на нивното погрешно разбирање за потребата да владее Аллаховата правда меѓу луѓето. Тоа е. Или мисијата која што ни ја доставиле тие млади луѓе кои што Аллах субханаху ва таала ги спомнува во Куранот, во суретул Кеф, е која, браќа? Дека јуптелал меру ала хасеби дини, како вели Ресул салаллаху алейхи ва селем, дека човекот ќе биде ставен на искушение во зависност од силата на неговото верување. По колку верува Аллах джелешану, толку ќе му даде. Како ќе се постави кон Господарот субханаху ва таала, Аллах джелешану така ќе му даде тој да биде во својот секојдневен живот. И затоа на најголеми искушенија се оние кои што најповеќе го сакаат Аллах, кои што се највредни во ибадетот, кои што најповеќе знаат да жртвуваат за Господарот Аллах субханаху ва таала. Аллах джелешану на таквите им дава најголеми искушенија. А луѓето не знаат дека таквите се во искушенија. Селефу салих, браќа, кога би поминало одредено време или кога би поминал одреден временски период, а не биле болни, тогаш би му упатувале дова на Господарот субханаху ва таала. Би мислеле и верувале дека поради некој голем греф
Allah Đelešanu ne im dava bolest. Zašto bolest, braća? Zato što знаеле дека преку болеста гревовите Allah Đelešanu му ги чисти на човекот. Иако велиме дека не е дозволено да го молиш Allah Subhanahu wa ta'ala да ти даде болест. Зошто? Затоа што не знаеш како ќе реагираш во таа болест. А оној кој што сака да се поистовети или себе си да се припише дека бил како асхабите на Расул салаллаху алейхи ве селем и затоа бара да биде болен, ова се глупости и дервишки измислици. Дервишите вака прават, браќа. Еден искрен верник го моли Allah Subhanahu wa ta'ala онака како што му е дадено во Куранот. Раббана ла тузиг кулубана ба'да из хадейтана ва хаб лана мин ледунка рахме. Господару наш, немој да дадеш нашите срца да залутаат, а веќе си дал да ја спознаеме вистината, ва хаб лана мин ледунка рахме. И дај ни од себе милост. Таков треба верникот да биде со Господарот Субхану ва таала. Раббана ла тахмил алейна исран кема хамалтаху ала аллазина мин qablina. Господару наш, немој да не натовариш со нешто што не можеме да го издржиме, а веќе си го натоварил на оние кои што биле пред нас. Значи не од сунетот ти да бараш болест, меѓутоа како ќе воспоставиме сега баланс, асхабите барале да бидат болни? Не. Асхабите се прашале зошто не се болни, бидејќи мислеле дека Господарот Субхану ва таала поради некој одреден грев не сакал да им даде болест за да ги очисти од тој грев. Се плашеле дека несвесно правеле грев, а не знаеле кој е тој грев. А ние муслиманите денес правиме гревови, свесни сме за нив и само се надеваме дека Allah Đelešanu тогаш ќе ни прости. Будалаштина и шејтанска измама, шејтанска стапица. И ја дури многу пати се наоѓам во вакви ситуации, браќа. А Ресул салаллаху алейхи ве селем вели, иако некои велат дека овој хадис даиф, меѓутоа ете ја го зимам поради поука, нели? Ел кејису мен дана нефсеху ва амиле лима ба'дел меут. Оштрумен и паметен муслиман е оној кој што себе си се обвинува, себе се криви за она што му се случува и секогаш работи за она што го чека после смртта. А вика ел хасиру кул ел хасир, а вика прав губитник е оној кој што и тебе а нефсуху хева. Вика кој што секогаш си ги следи своите страсти. Што ќе му падне на памет, тоа ќе го направи. Тоа е грев. Тоа е забрането. Меѓутоа он вика Allah Đelešanu ќе прости и така натаму и така. Тој е губитник. Зошто? Затоа што со празни надежи му се надева на Господарот Субханаху ва таала. А празната надеж да е дел од иманот, тогаш никој од нас не треба ништо да работи. Поради Allah Субханаху ва таала. И на судниот ден, кога ќе ти се даде книгата на добрите дела, одеднаш ќе видиш дека е преполна со добри дела. Не. Човекот кога ќе му биде дадена неговата книга на неговите дела на судниот ден, ако не е полна со добри дела, сигурно ќе биде испишана полно со лоши дела. Ако ја бара книгата за добри дела, ќе најде само бели страници, празно, ништо повеќе волијаду билна. Allah да не чува од вакви ситуации, браќа. Затоа е потребно верникот да знае како да се снаоѓа во времето во кое живее. Зошто, браќа? За да знае како да му прави ибадет на Господарот Субханаху ва таала. И да знае секоја ситуација како да ја дочека. Инша Аллаху таала на идниот дерс ќе почнеме со толкувањето на сурету Ал-Кехф, инша Аллаху таала. Wa subhanaka wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Allah